Добар ден, почитувани, стартува 0М+ на телевизија Телма. Првите запчиња кај бебињата никнуваат помеѓу 4 и 12 месец. Тие се голема радост за родителите, но може да создадат и големи грижи, особено ако бидат зафатени од циркуларен кариес. Дали расипаните млечни зъби треба да се поправат е темата на денешното издание на 0М+. Со нас во студиото е професор доктор Оливера Саракинова, специјалист по детска и превентивна стоматологија. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Оваа тема е мощно актуелна, затоа што многу дечиња се соочуваат со еден ваков проблем. Се вели дека најалармантната, најтешката форма на кариес е всушност циркуларниот кариес кај децата. Зошто се појавува и зошто понекогаш се нарекува синдром на шишенце со цуцла? Да, прво ви благодарам што ме поканивте да разговараме за оваа гурлива тема, затоа што проблемот на циркуларниот кариес е наше секојдневие. За жал и во ова современо време, кога имаме многу можности за превенција на кариесот и со додатни средства и едукативни можности нели за пациентите, сепак премногу е присутен. Што е всушност циркуларен кариес? Тоа е кариес како и секој друг, значи не се разликува како начин на формирање и развивање, меѓутоа има некои своји специфики кои што го прават толку посебен. Што е тоа? Прво, се вика кариес на раното детство. Се јавува значи многу рано, некаде околу 2-та година. Многу пати родители ќе дојдат и ќе кажат само што почнаа зъбите да никнуваат, веќе почнаа да се ронат и да се менува нивната боја. Тоа значи оди во прилог нели на ова што до сега го зборувавме. Во литература може да се сретне како беби ботл кариес, точно тоа што го кажавте, кариес на шишенцето за хранење. Се среќава како кариес флорида заради тоа што многу брзо се шири и напредува. И можете да се сретне под име меланодонција, заради тоа е темно пребоена површина, нели? И тоа исто корелира со циркуларниот кариес. И сега што е она што е специфично за него? Специфично е тоа што прво значи се јавува во многу рана возраст, а се јавува на мазни површини. Кариесот обично се јавува на релјефни површини, таму во меѓузабни простори, таму каде што е тешко отстранувањето на денталниот плак и каде што се овозможува да тој плак созрева. Имаме некои фотографии кои што го илустрира тоа што го зборуваме. Значи каде најчесто се јавува? Дали прво на зъбите на горната вилица? Најчесто на горната. И ќе ви објаснам зошто. Прво страдаат секачите. Да, прво страдаат секачите, неретко на рамни површини. Да, неретко страдаат и првите млечни молари, затоа што во периодот кога се јавува циркуларниот кариес, честопати вторите молари не се ни изникнати. И сега зошто се јавува повеќе на горните во однос на долните? Во долната вилица имаме мноштво на подјазични и подвилични плунковни жлезди. Така, плунката штети всушност. Да, количината на вода која што во неја ја има ги измива зъбните површини и долните инцизиви, односно долните секачи, многу ретко страдаат. Иако има и такви случаи, но се многу поретки. Страдаат горните. Зошто? Прво, горе немаме добро самоочистење, затоа што плунката повеќе циркулира во подот на устата. Тоа е едно. И уште еден многу важен момент кој што е поврзан со минерализацијата на млечните зъби. Значи, тие минерализираат интраутерино. Кога се појавуваат во устата кај детето, се уште тој процес трае. Меѓутоа, во моментот на раѓањето, бидејќи тоа е стрес за организмот, доаѓа до благ стоп на минерализацијата, точно во просторот на вратот на зъбот. Тоа е оној дел на зъбот кој што директно корелира со гингивата и тука се формира една така наречена неонатална линија во која што имаме послаба минерализација. Затоа тоа место е предилекционо. Е мазна површина, меѓутоа заради подложноста на дејство на кариогените агенси најбрзо страда. А како доаѓа во допир со кариогените агенси? Со наслагите од дентален плак кои што не се четкаат. И сега почнуваме се вртиме во еден затворен круг. Од една страна, плакот кој што не се отстранува доведува до создавање на услови за иницирање на кариозна лезија, која што во почетокот, во првата фаза на циркуларниот кариес е обележана како макула алба, како бела дамка. Како кредеста. Како кредеста, точно така. И ја губи транспарентноста заради тоа што тоа е прва фаза од кариес.
На времето тоа е ние првиот кога симптом, родителите кога ќе забележат бели наслаги, веднаш треба да интервенираат. Веднаш. Значи тоа е фаза во која што може многу да се направи со примена на превентивни мерки, за да не дојде до оштетување на интегритетот на емаловата структура, затоа што површината е се уште мазна и неоштетена. Но ако не се јават во тој период, оти ќе се јават мали бели точки на едно, на две места, па тие конфлуираат меѓу себе, се спојуваат, за да на крајот, ако не се третираат, дојде до комплетно омекнување на површината и отварање на лезијата. Со оглед на тоа дека се развива во циркуларната зона, значи во вратот на забот, како се шири циркуларно, толку ја ослабнува структурата, што под дејство на нормалните активности може да дојде до патолошка фрактура. Значи запчето да се скрши и одеднаш останува само едно коренче сместено во алвеолата и запче повеќе нема. Така. И тука е оној проблем за кој што јас постојано сакам да нагласувам дека е многу важно да се внимава како се исхрануваат децата, да нема чести фреквентни внесови на шеќери. Знаете, ќе кажат некои родители, многу често имам ситуација на циркуларен кариес, ама детето не јаде благо, неќе да е така. Некаде грешка мора да има. Или затајуваат максимално во оралната хигиена, не ја спроведуваат како што треба, или не се свесни дека фреквентноста на внесот не мора да биде тоа само чоколадо или не знам што, него во храната има скриени шеќери. Што значи дека ако детето перманентно е изложено на дејство на сахароза, на шеќери, тогаш се создаваат услови во устата да падне pH вредноста, значи да се зголеми киселоста во забните наслаги во денталниот плак и да дојде до нарушување на тие процеси. Именно во устата кај човекот има два процеса: деминерализација, процес на губење на минерали, и природна реминерализација, која што значи процес за враќање на изгубените минерали во решетката, односно во градбената структура на емајлот. И сега, ако таа природна реминерализација биде спречена со чести внесови на шеќери, тогаш што ќе се случи? Ќе превагне деминерализацијата, реминерализацијата ќе го изгуби, ќе изгуби својата моќ и еве го кариесот. Проблемот се појавува. Само да ги подсетам гледачите дека овој дел од емисијата е контактен, може да се вклучат со нивни прашања на 3076 677. Дали децата имаат болки? Имаат. Треба ли да се интервенира доколку имаат болка? Треба ли да се поправат запчињата кои што се зафатени со кариес? Многу сметаат дека тоа не треба да се направи, се работи за млечен зап, забот ќе падне, не треба да се поправа. Ако требало така да биде, како што кажувате, а многу често такво мислење слушам, тогаш немало природата да го создаде човекот како дифиодонт. Тоа значи, во човечката природа се менуваат две дентици: млечна, додека детето е мало, и трајна. Зошто детето има млечни заби? Веќе од 6-тиот месец понатаму, кога започнува никнувањето на првите млечни заби, вилицата се подготвува да може детето да прима и подсврсна храна од надвор. Иако е така. А првата смена започнува после 6-та година. Зборувавме во минатата емисија за периодот на никнување. Значи, некаде почнувајќи од 6-та до 12-та година трае интензивен период на смена на заби. Па што ќе прави тоа дете, ако на 2 годишна возраст ги изгуби забите, до неговата 12 годишна возраст? Ако едно дете не се храни, не може да расте. Морам да ви кажам еден пример, сега ми се наметна додека разговаравме. Имав на времето, она е сега голема девојчица, пациентче на околу 2 годишна возраст, доаѓа мајката очајна и вели вака: детето мое не може да спие мирно, не си игра, многу тешко јаде, не пее, не се смее. Детето комплетно депресивно. Зошто? Заради болките што ги чувствува управо токму од циркуларен кариес и од компликациите што ги носи тој. Зошто и млечните заби си имаат пулпа, нервни завршитоци, тие еднакво имаат чувство како што имаме и ние со страјните заби. Така. И сега што правим? Една обсежна терапија, еден долг период дружење. Успеавме млечните заби да ги сочуваме до времето на физиолошката смена. Тоа е она што е успех на еден детски стоматолог. Ако успее да одржи една кондиција, квалитетна кондиција во устата на детето до времето на физиолошката смена. Откако се смирија симптомите, откако се излекуваа многу состојби, комплицирани од циркуларниот кариес, дојде мајката еден ден
За мене немаше поголема награда од тоа. Да каже дека детето пее, дека се радува, дека јаде, дека се смее, почна да расте. Так. Верувајте ми, кога го донесе имаше околу 2 години. Јас повеќе од 1 година не можев да му дадам. Детето стагнираше во растот. Ако не може да внесе хранливи материи што му се потребни. Од друга страна, ако има болка, компрометиране целиот живот и на детето и на родителите. И како можеме да кажеме дека ќе чекаме да се сменат забите, а детето не може основните функции на живота да си ги обавува? Значи, тоа е апсолутна грешка во размислувањето. Така. Имаме гледачна линија, да го вклучиме, па ќе продолжиме да зборуваме за третманот на циркуларниот кариес. Добар ден, повелете кој се јавува. Ало, добар ден. Повелете кој е вашето прашање. Кирхичката има 7,5 години. Така? На единиците кои што и се веќе сменати, нели трајни си, се појавија баш онакви бели дамки како што ги спомна докторката. Ме интересира дали може нешто да се превземе и што. Така, благодарам што се јавивте. Ви благодарам, поздрав. Значи да, апсолутно може. Ние мораме да разбереме една работа. Секоја болест кога е во самиот почеток на низината појава, а за кариесот важат овие бели петна кои што ги напоминавме, тоа е прва фаза во која што процесот е реверзибилен. Значи, ние можеме со примена на превентивни мерки, едукација на детето за чинот на оралната хигиена, начинот на исхрана, можеме многу да допринесеме, плюс апликација на флуоридни локални, локална, топикална примена на флуоридни препарати во различни облици. Сега постои од поодамна, можеби неколку години веќе, забна крема која што содржи млечен протеин богат со калциум и со фосфати, кој што исто така многу помага во враќање на состојбата. Ние во медицината ја велиме реституција ad integrum, значи ја враќаме состојбата во здравје. Така да и кај ова дете може, меѓутоа треба господјата да дојде, да го видиме детето, да видиме какви навики има со исхраната. Има деца што многу долго ја држат храната во уста. Тоа е уште еден момент плюс. Дури во такви моменти и релативно кариогена храна ако внесува, таа храна ќе стане силно кариогена како резултат на долгиот престој. Цврстата храна сметаа дека не е толку кариогена, но доколку се држи во уста, очигледно дека тоа се менува. Секоја храна, да, дури да е релативно кариогена, ако долго престојува во устата, станува силно кариогена. Иако, ако гледаме, значи, дали цврстата храна е подобра од оние засладени сокови, дефинитивно е. Зошто е тоа така? Затоа што секоја храна која што бара активно учество на мастикаторната мускулатура, поттикнува излачување на поголеми количини на плунка. Таа плунка што ќе се излачи ќе содржи многу вода, ќе содржи елементи за кои што сега нема логика да зборуваме, но тоа се елементи што помагаат да се сузбие киселоста, да се исчистат забите подобро. Затоа е тврдата храна подобра. Затоа што изискува активност. А плюс, децата се во раст и во развој, вилицата бара стимуланс за да тој раст и развој продолжи. Да го вклучиме и следниот гледач, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден, кој се јавува? Ало, добар ден. Повелете, кој е вашето прашање? Вака, поздрав до емисијата. Ве молам една консултација со докторката. Значи, имам моментално 7 годишна ќерка и имаме проблем со запче, горе десно, четворка. Значи, како се појави запчето, редовно да сме на контроли кај нејзиниот заболекар, меѓутоа од мала точка испадна завода е расипан до корен, вајде не се приметило на време. Сега проблемот се јави што дојде до потреба да се вади коренот на забот, потоа забот се затвори со некоја субстанца, па почна гнојни кеси да се јавуваат. Гнојните кеси сами се повлекуваат. Меѓутоа, еве по неколку месеци забот значи почна полека да се крши и моментално ја станат само коренот. Што треба да правиме во моментов? Дали да го вадиме? Или не знам. Многу убаво прашање и благодарам за прашањето. Значи ќе ви кажам вака. 7,5 годишна возраст е се уште рано за промена на запчето. Но во ваква ситуација, ако веќе прави повторувани инфекции кои што се манифестираат со присуство на фистули и на гнојни кесички, може да се извади. 7,5 години, тој на 9 години се менува, значи од прилика период од 1 година нема да се смета како предвремена екстракција. А инаку може. Ако дојдеме во ситуација да треба предвремено да се екстрахира некој зап, има во ортодонцијата начини со постава на чување на простор да тој простор се одржи. Значи, ако коренчето на забот прави почесто проблеми, отколку што детето
нели, да нормално не може да функционира, тогаш е подобро да се извади. А што е со циркуларниот кариес доколку е напредна форма, доколку се изрунати забити, се останати само коренчињата? Како тога се постапува? Дали се употребува анестезија при поправката? Како изгледа целиот процес? Значи многу често ме прашуваат за примена на анестезија. Јас воопшто не сум присталица на примена на анестезија. Прво заради тоа што се тоа хемикали на кои што ние воопшто не мораме да ги изложуваме децата во ова денешно време кога толку многу алергиите се во пораст. Значи нема потреба. Нашите интервенции траат кратко. Тоа значи дека за детето воопшто не е некој проблем за да го издржи тоа. Ние имаме начини за безболно работење, стрпливо, пополека. Воопшто нема причина за да се каже дека не може да се работи на децата. Кога забите ќе дојдат во фаза на толкава деструкција да се останати само коренчиња, значи ние ја пратиме состојбата. Сум имала дете на 2,5 години каде што сум морала сите 4 инцизиви да ги екстрахирам, заради тоа што детето постојано беше со проблеми. Меѓутоа, многу често знае овој циркуларен кариес асимптомно да си пројде, да дојде до фрактура и да нема проблеми. А ако има проблеми, се прави во моментот екстемпоре, нема генерално правило. Но циркуларниот кариес мора да се третира. Ова го зборувам, значи од самиот почеток, зависи во која фаза ќе го нотираме, но забите мора да се поправат. Од искуство ви кажувам. Доктор Саракина, ви имаме многу малку време, уште еден гледач на линија, да го вклучиме, да го слушнеме накратко неговото прашање. Добар ден, во програма сте. Повелете кој е вашето прашање. Имам едно прашање. Имам 7-месечно бебенце, а фамилиарната историја на забите и од моја страна и од страната на маж ми е ужасна. Да не зборам, значи сите и моите родители и неговите се со вештачки заби и јас и мажот ми сме со вештачки заби, иако сме по 30 години. Што да направам да ги заштитам забите на моето бебенце кога ќе почнат да му растат? Нели уште нема забчиња, ама кога ќе почнат да му растат, што треба да правам? Така, благодарам што се јавивте. И јас благодарам, многу убаво прашање. Значи, ова е прашање кое што често сакам да го дискутирам. Прво и основно, за да може да се заштити детето во ваква возраст, бакнување во регијата околу устата е забрането. Кариесот е инфективно заболување каде што има трансфер на микроорганизми, особено од оние луѓе кои што се близу до бебето. Бакнување во раце не. Детето комплетно светот го осознава преку тактилна перцепција. Рацете му се постојано во уста. Прво тоа. Состојбата на забите на родителите мора да биде безпрекорна. Ако сакаме да немаме трансфер. И трансфер и стимуланс да имаме, нели, тоа да биде окидач за да почне кај детето после да имаме патогени микроорганизми дојдени од устата на родителите. Значи прво тоа. Второ, кога ќе почне забите да никнуваат, првите 2 со беби стапче или со газичка, после оброк и после подој некај, малку водичка да пивне да се исплакни устата, млекото има млечна лактоза, да се поминат забчињата. Полека, кога ќе никнат веќе 4 горе, 4 долу, се почне со четка за заби, внимателно полека да дојдат по совет кај нас, да посоветуваме како да го направат тој чин на четкање на заби, детето пополека да се привикне. Не можам да прифатам кога ќе ми кажа детето не сака. Не може да не сака. Направи му го како игра, направи го како нешто кое што е пријатно. И тогаш проблеми нема да има. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина е голем предизвик да се работи со деца, да ги убедите да отворат усти, да ми ги поправите забите. Секоја чест на трпението, мора да имате големо трпение. Се надевам дека ќе бидете повторно гостин во емисијата и дека ќе зборуваме повторно за некоја тема која што е поврзана со оралното здравје кај најмалите. Благодарам, ова се неисцрпни теми. Јас многу сакам да разговарам на овие теми. Имам уште многу прашања, но ќе ги обработиме во една од наредните емисии. Ви благодарам што бевте дел од 0N+. Гледате на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Јутре имаме една интересна тема која што поврзана со мајките кога треба да се воспостави менструалниот циклус после породувањето. Пријатно.